Здраво, Джуле. Добро Здраво, дојде во Мија. Хитмејкер. Позор ве најдов. Денеска ќе си помуабитиме за интересни музички теми. Пред се би сакала да започнам со можеби најважното прашање што мене ме интересира, бидејќи бас гитарата ми е омилен инструмент. Вие како басист со децении, Ние? ти ме интересира како ти се роди љубовта кон бас гитарата. Добро. Мислам дека се започна со едни плочи што ги добив за роден ден во 4-то оделение од другарите. Тоа беа неколку плочи. Едната беше соло албум на Пол Маккартни, едната плоча беше од Кейџа Гугу, третата плоча беше Street Beat, мислам дека е на албум Розев, со денс музика. И имаше многу добри бас линии. Ја од тоа време почнав гитара да свирам негде 5-то оделение, 6-то. Меѓутоа, после година-две, негде више кога бев 8-мо, почнав од тие плочи и од некои други што ги имав, веќе да ги кинам линиите на гитара. Шај. Да. Таа е песната. Да, многу јак. И исто така имав голема среќа да имаме братучет кој што Тони Десовски, кој што беше исто басиста, свираше у Мизару, Клержо. И он имаше две бас гитари. Онака јас кога немав гитара, јас сакав да си купам електрична гитара, устори вика бе земи, имам два баса, земи го басов и Пробај да видиш што е. пробај, да. И љубов на прв допир беше тоа. Така, Прекрасно. отприлика така беа почетоците. Да. Со кој бенд започнавте, бидејќи имате свирано со едни од најзначајните состави, Владко Стефановски трио, Да. Темпера, вашиот личен проект, што сега е актуелен, морам да признам. Стварно? Па да, гледам Добро. дека имате настапи, имавте и аудио култура пред некое време. Да, уште не е довршен тој проект, така едно година-две никако да го завршам, ама така си реков дека полангзам ќе го терам тој проект. Значи ќе заврши. Ќе заврши кога ќе решам. Инаку прашањето беше мојот прв бенд. Да, како започнавте? Првиот бенд ми се викаше Тилт и беше составен од другарчиња од мало, онака класика ептен. И нормално првите настапи беа на Младински канал на МРТВ. Да. Да. Во тоа време имало многу поинтересни медиуми, можеби за музика. Еве, ние се трудиме тоа да го вратиме на некој начин. Па да, добро ви иде, тоа што гледам. Фала ти. Немаше многу тогаш. Немаше многу, ама некако валјда дека беа ретки, беше вау. Сега има многу емисија, колку што гледам. Има Колку многу се емисии. квалитетни, колку обработуваат добри тематики, тоа е прашање. Ама вас ви посакувам се најдобро, пошто баш супер ви се емисиите. Ми е кеј што ме викнавте Многу ми денеска. е драго што си ни гостин. Знаеш колку те почитувам, сме соработувале заедно и се надевам Да. дека ќе соработуваме уште долго. Сигурно. Кога сме веќе кај квалитетен контент, имаше еден интересен проект со Кабадајас. Да. Тоа се гениални траки за кои што дознав многу сега, в принцип, Да. пред скоро време, и не ми се верува колку ствари ние сме неедуцирани во однос на таквата квалитетна музика. Се помалку ни се пласира, а се повеќе ни се дава нешто што можеби не би сакале да го слушаме толку често, но ни е присутно и тука е. Зашто таквите состави, зашто таквата музика во Македонија сметаш дека се помалку и се дава шанса и простор? А пример, кога ќе излезеш од Македонија, лично знам колку си попочитуван, колку повеќе ти се дава простор. Тука во Македонија тоа некако како да е изгубено во контекст заради други некои нешта, кои што можеби не се толку поврзани ни со музика, ни со квалитет. Зашто мислиш дека е тоа така? Па да, тој е одличен проект со кој што доста имаме шетано надвор од државата и бевме и сме успешни, мада сме во мала пауза, околу 2 години, пошто сите работиме на некои други проекти.
моментално, меѓутоа не значи дека нема да се собереме пак и да го продолжиме тој бенд како трет материјал или трет албум. Во однос на тоа кој е колку успешен надвор и тука, не знам, од неколку гледишта може да се гледа тоа. Да кажеме, ако кога ќе отидеме надвор, свириме успешни концерти, да, оке, ќе дојдеме во Македонија, браво, браво, пошто сме некој успех сме постигнале горе, така? Нешто македонско надвор. Да. Тоа ми е кејф, мислам, тоа е супер. Сега многу е тешко да се пробијат тие бариери за нагоре. Јас имав среќа да работам со еминентни музичари со кои што сум идел горе и сум запознал други артисти, менаџери и така натаму, па некако ќе ги пробиеш границите, значи доста тешко, ама се трудиме, мислам. Сепак сме ние мал пазар, треба малце повеќе да се подпомагаме самите себе си, и за тоа и вакви емисии како вашата многу ја поштувам, пошто обработуваат овакви теми. И ова делот од говорот на она зошто не се поддржуваат такви бендови толку, затоа што нема многу вакви емисии. Да, па треба повеќе да има, пошто како што сме мали, да има повеќе, сега ќе гостуваш негде, дал ќе свириш, дал ќе збориш, дал подкаст, дал емисија, мислам. Никогаш не знаеш како ќе стигне тоа. Да. Да, мислам се ова се должи на вашиот долгогодишен успех како музичар, како продуцент, како писател на сопствената музика. Би сакала да ве прашам како беше да се твори во тоа златно време. Имате свирано на еден тон македонски хитови, баслини и така натака, до ден денеска се хитови тие песни. Може би многу луѓе не знаат дека вие сте позади толку многу хитови, посебно во соработка со Дарко Димитров. Па како беше во тоа време да се твори, за разлика од денешново време? Тоа време беше прекрасно, пошто прво бевме 25 години помлади, иако и сега не е многу лошо. За среќа имав другари како Дарко Димитров, Александар Принц, со кои што соработувавме многу и јас уживав во тие соработки. Иако јас свирев повеќе рок музика, фанк, фјужн, со дечкиве си работев на поп музиката која што тие твореа и баш ми беше кејф. Тие некои работи што ги свирев во таа мојата музика ги употребував во оваа поп музика. Така, да. Да. Супер. Кажи ми што би можеле да очекуваме следно од твојот личен проект? Па следно да го завршам проектот, мислам у студио и се миксам моментално, толку. Супер. Следно не би кажал тачно, пошто пред година и пол исто го кажав и ништо не испадна, сега нема да кажам кога ќе биде. Да, може би треба природно да се случат Да, нештата. да, апсолутно. Супер, Джоля, ти благодарам за присутноста денеска. Фала ти на тебе, благодарност. За целиот разговор и за цел придонес кон нашата музика. Фала. Се надевам ќе се видиме повторно во нашата емисија. Фала, почестен сум што ме викнавте.